На денешен ден, 25 април. Илјада 284 година. Роден е англискиот крал Едвард II. Неговото владење од 1307 до 1327 година беше проследено со низа воени порази во Шкотска, посебно во 1314 година во битката кај Банокберн. Пред стапувањето на престолот во 1301 година стана првиот принц од Велс. Во септември 1327 година во замокот Беркли беше убиен од неговата сопруга Изабела од Франција и незиниот љубовник Роџер де Мартимер. Љубовникот на кралицата потоа владееше во име на престолонаследникот Едвард III, од кој во 1330 година беше затворен и убиен. 1595 година. Во Рим умре Торквато Тасо, италијански поет. Живееше во времето на Ренесансата, а во својот богат опус се обидуваше да ги изрази моралните дилеми на светото време, да го фиксира судирот меѓу доброто и злото, меѓу пороците и добрите особини. Најпознати негови дела се Ослободениот Ерусалим, Аминта, роден е во Соренто на 11 март 1544 година. 1599 година. Роден е водачот на англиската револуција Оливер Кромвел. Неговата војска во 1644 година кај Марстон Мура ја порази кралската армија, а во 1645 кај Несби го зароби кралот Чарлс I. Кралот беше осуден на смрт и погубен во 1649 година. Одбивајќи ја титулата крал, Кромвел во 1653 година стана протектор на Англија, Шкотска и Ирска. 2 години по неговата смрт во 1658 година монархијата беше обновена. Периодот на република во историја на Англија остана запаметен како време на стравовладење. 1744 година. Умре Андерс Целзиус, шведски физичар и астроном. Тој ја воведе поделбата на 100 степени на термометарската скала, Целзиусова скала. Во 1736 година учествуваше во експедицијата која ги измери лаковите на меридијаните, прв го забележа дејството на поларната светлина врз магнетната игла и со сопствени средства ја изгради обсерваторијата во родниот град Упсала. Роден е на 27 ноември 1701 година. 1918 година. Родена е американската пејачка Ела Фицџералд, некрунисаната кралица на џезот. Прочуена е по скат, диалозите со големите џез музичари, како што се Луис Амстронг, Дюк Елингтон и Каунт Бейзи. 1943 година. Умре Владимир Иванович Немирович Данченко, руски театарски режисер и писател. Заедно со Станиславски во 1898 година го основа Московскиот художествен театар, најдобриот руски театар и еден од најдобрите реалистични театри во светот. Роден е во 1853 година. 1995 година. Во Скопје умре Јово Камберски, македонски писател. Тој ги напиша романите Пресуда, Колона, Пресметка и Празник и книгите раскази Виденија и Траги. Роден е во Гевгелија на 11 јануари 1923 година. 2011 година. На гумење во Крушево за посетителите е отворена спомен куќата на Тоше, во која над 350 автентични експонати ќе раскажуваат за детството, тинеџерските години, врвот на кариерата и вербата и хуманоста на најголемата македонска музичка звезда.
Спомен куќата се простира на околу 870 метри квадратни во форма на крст, изградена од бетон и стакло според проектот на архитектите Дејан Секуловски и Дејан Спасеновски, во соработка со Илија Божиновски.